Тетовчани не се откажуваат од идејата градот да добие вистински парк. Откако делумно се разочара од ставовите на советниците, овој пат на барање на граѓанската иницијатива која покрена оваа идеја, нејзини представници се сретнаа со градоначалникот Билјал Касами. На неа гледаат како позитивен исчекор. Ние не планираме да престанеме, затоа што ние планираме да живееме во овој град. И нема причина која што ќе не поколеба и ќе речеме до тука бивало, натамо нема. Ние ќе продолжиме да бидеме гласни во однос на сите незадоволени потреби кои што граѓаните ги имаат во градот, а тоа не е само градскиот парк, тој е еден од поголемите, еден од повоочливите, но такви за волја на вистината има многу. Иако од нивна страна акцент се става на лошата финансиска состојба и несреденоста генерално на општината, ние сметаме дека проблемот во најголема мера лежи во недоволната екипираност и недоволната вклученост на граѓаните, недоволната транспарентност на општинските органи, кој што не е само во овој градоначалнички мандат, туку веројатно корените се длабоки од претходно, но мислам дека и недоволното познавање на можностите кои што компаративните искуства од други градови говорат за многу успешни модели на решавање на слични прашања. Надеж во целата ситуација дава договорената средба на стручни лица од двете страни за суштинска расправа за рамката за конкретно решение. Се надеваме дека стручните лица многу по-длабоко и многу по-суштински може да се разберат и дека во таа ситуација лаичките изговори ќе немаат место. Ние се надеваме дека ќе имаме позитивни придвижувања следниот период. Успех е она што значи дека сме постигнале од една точка А, која што добро утврдена и многу децениска, ќе придвижиме општо односот на општината кон самите граѓани, задоволувањето на нивните потреби во една точка Б како една посакувана состојба и ќе продолжиме да негуваме соработка со општината, иако ние кажавме и пред извесно време. Касами во изјава за медиумите рече дека ја поддржува идејата и ги охрабрува да продолжат како иницијатива која ќе се залага за остварување на граѓанските права, но без конкретни детали за можностите за реализација. Идејата е одлична, јас ги поздравувам, ги охрабрувам да продолжат, затоа што на тето и треба такви иницијативи кои ќе се залагат за остварување на нашите заеднички права и јавни права кои ни недостасуваат во ова модерно време кога сите трчаме по нашите лични права, по нашиот личен интерес, треба да има такви иницијативи. Искрено разговаравме за сите можности и им ја укажав мојата заложба дека и нив и другите здруженија од јавниот сектор ќе ми бидат партнери во идното водење на Тетово кое сите го сакаме. Иницијативата Тетово сака парк, граѓанскиот предлог потпишан од над 60 интелектуалци до општината го поднесе на 21 февруари. Бараат да се направи вистински парк во градот познат по аерозагадувањето и градежната експанзија, затоа што сега има 0,2 метри парковска површина по жител, наместо препорачаните 9 метри квадратни. Градскиот парк би го опфатил просторот на спортскиот центар, жена паркот и поранешните предпријатија Шик Јелак и Монопол.